Нередовните парламентарни, покраински и локални избори во Србија, апсолутен победник според податоците на Ипсос и Цесид, од обработени над 73% гласови и изборната листа Александар Вучик за нашите деца на владеачката Српска напредна странка, која освои 62,5% од гласовите, а според нецелосните податоци на Републичката изборна комисија, СНС освоила 63,35%. Според овие резултати, СНС во Српското собрание од 250 места ќе има околу 180 пратеници. Втората изборна листа со освоени гласови е Социјалистичката партија на Ивица Дачик со 10,7 освоени гласови и околу 30 пратеници. Следната учебна година во Словенија наставата нема да се изведува само класично, односно тоа ќе биде комбинација од настава во училиште и дигитална настава на далечина, најавија од Министерството за образование. Надлежните сметаат дека образовниот процес ќе се моделира според условите на коронавирусот, но со сигурност дека дел од учениците од дома и преку дигиталните алатки ќе го совладуваат материјалот. Според министерката за образование Симона Кустец, сосема е известно основците да одат редовно училиште, додека средношколците дел од предметите да ги следат од дома, односно од далечина. Ајфеловата кула ќе биде отворена за посетители на 25 јуни со почитување на санитарните мерки. Од 25 јуни лифтовите нема да функционираат во текот на една недела, а само првиот и вториот кат ќе бидат достапни за посетители кои ќе можат да дојдат до нив само со искачување на скалите. Врвот на кулата ќе биде затворен до средината на јули. Секој 2 часа ќе се врши дезинфекција на местата што се во директен контакт со рацете на посетителите, а носењето на маска е задолжително. Според дирекцијата на Ајфеловата кула, веќе пристигнале 2000 резервации, од кои 90% се французи, а другите 10% се странци, односно германци. Затворањето на кулата за гости предизвика загуба од 9 милиони евра месечно.